Добро вечер од Вашингтон, ова е ТВ журналот на Гласот на Америка на македонски јазик Newsflash. Јас сум Лилица Китановска и започнуваме веднаш со нашиот избор за денешните вести. Иранските државни медиуми јавуваат дека владата одговорила на предлог договорот за нуклеарно гориво постигнат со посредство на Обединетите нации. Телевизијата Ал-Арам соопшти дека пратеник го предал одговорот до Меѓународната агенција за атомска енергија на Обединетите нации во Виена. За сега не се познати детали на договорот. Предлогот инаку предвидува Иран да испраќа ураниум во странство каде би се збогатил на ниско ниво, доволно за употреба во истражувачки реактор. Американскиот советник за национална безбедност Джеймс Джонс е во Москва на средба со рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров, посветена на обнова на договорот за намалување на нуклеарното оружје, а тоа пак е во согласност со заложбата на Обама да работи на ослободување на светот од нуклеарно оружје. Лидерите на представничкиот дом на Американскиот конгрес под контрола на демократите денес го презентираат предлог законот со кој треба да се преуреди националниот здравствен систем. Конечната верзија на домот е спој од предлозите на 3 комисии, што би им дозволил на малите бизнеси и поединците да избираат меѓу осигурителните компании за план што за нив ќе е најприфатлив. Американскиот председател Барак Обама во текот на ноќта отпатува за сојузната држава Делавер за да присуствува на враќањето на телата на 18 американци кои загинаа неделава во Авганистан. Обама пристигна во воздухопловната база Довер нешто по полноќ, а се врати во Белата куќа пред зори утринава. Тој приватно се сретна со семејствата на загинатите во капела во базата. Телата на загинатите осумина американски војници во серија бомбашки напади во Авганистан, на други 7 војници на 3 агенти на управата за борба против дрогата кои загинаа во уривање на армиски хеликоптер пристигнаа во Довер со армиски транспортен авион. Центарот за контрола и превенција на болести вели дека во Соединетите Американски држави нема за сите вакцина H1N1. Недостигот го чувствуваат сите и не се многу среќни заради тоа. Првичниот план беше да се вакцинира секој дете на училишна возраст, со дозвола на родителите. Но сега, медицинската сестра Робин Вален од Александрија, во близина на Вашингтон, им објаснува на родителите дека само децата од предучилишна возраст ќе бидат вакцинирани против свински грип. Најголем проблем е што вакцината не пристигна брзо како што очекувавме, вели таа. Очајни родители одат на секаде во потрага по вакцината. Тешко се доаѓа до неа, вели овој родител. Родителите се вознемирени зашто статистиката покажува дека многу повеќе деца умреле од овој вид грип годинава, отколку од обичниот грип во која било сезона. Понекаде луѓето чекаат со часови пред клиники за на крајот да им биде кажано дека нема веќе вакцина. Сите сакаат да знаат кога ќе дојде нова пратка. Им кажуваме дека не знаеме, немаме никаква контрола врз тоа. Здравствените представници велат дека вакцината тешко се прави, затоа доставата е бавна. Центарот за контрола и превенција на болести вели дека сега се достапни 22 милиони дози, но се надеваат дека ќе има 225 милиони дози. Директорот Томас Фриден вели дека можеби недоволната вакцина има ефект на поголема побарувачка. Секогаш е така, вели тој, додавајќи дека вакцина ќе има повеќе на почетокот на декември. На почетокот на 19. век Соединетите Американски држави беа поделени по прашањето за робството. Голем број робови работеа на плантажи на југот. Многумина заговара аболиција на робството. Но еден човек реши да преземе акција со преземање на Харперс Фери, мал град во Вирџинија со голема артилерија. Тој човек е Џон Браун, а ова се случи во октомври пред 150 години. Еве приказната за која до денес се дебатира. Харперс Фери во Западна Вирџинија сега е туристичко градче и национален историски парк. Но во 1859 година ова беше поинаков град, вели ренџерот Дейвид Фокс. Валкан, загаден индустријски град во тогашна Вирџинија, најголемата робовска држава во Америка. Но тука беше сместена и една од двете фабрики за оружје во Соединетите Американски држави. Џон Браун, страстен аболиционист, планирал да ја заземе. На 16 октомври со своите луѓе влегол во Харперс Фери.
Намерата била да постават провизорна влада на САД, каде робството би било противзаконито и каде секој без оглед на полот и расата би можел да гласа и да биде третиран еднакво. Браун го зазел депото за оружје и железничкиот мост. Загинале 18 лица. По 36 часа тој е фатен во оваа зграда, единствената зграда за складирање оружје што се уште стои. За некој ова место е сцена на кривично дело каде убиец и предавник е изведен пред правдата. За други, ова е споменик на борба за слобода. Џон Браун бил суден, прогласен за виновен за предавство и погубен на 2 декември 1859. Спенсер Кроу, професор на Универзитетот Джордж Мейсон, вели дека Џон Браун се разликува од другите аболиционисти. Тој е еден од ретките што направил таква жртва за укинување на робството, но и за помагање на робовите да бидат ослободени. Браун се памети како некој што бил спремен да го даде животот за другите да бидат слободни, но тој бил спремен и да убие за таа кауза. Некои веруваат дека екзекуцијата е оправдана. Ренџерот Дейвид Фокс гласно прашува: кога е оправдано да се употреби насилство? Колку далеко може да се оди да се постигне мир? Дискусијата трае до денес. Утре во Newsflash, Сашо Кировски, успешна фудбалска приказна во САД. Го гледавте Newsflash на Гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Лилица Китановска. Поздрав од Вашингтон, до гледање.